Гласот на Америка на македонски, преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во оваа емисија ќе биде Лилица Китановска. Нафтената компанија BP вели дека напредува со инсталирањето на новата направа за покривање на оштетениот бунар од кој истекува нафта во заливот на Мексико од април навамо. Еве ги деталите. Представници на BP велат дека за инсталирање на новиот систем за покривање на отворот ќе бидат потребни 4 до 7 дена и дека потоа танкерите на површината ќе ја соберат практично сета нафта што се излева. Компанијата вели дека целата работа во врска со нафтеното излевање досега ја чинела околу 3,5 милиарди долари. А од другите вести, денеска се навршуваат 6 месеци од катастрофалниот земјотрес во Хаити. Приближно 230.000 лица загинаа, а 1,5 милион останаа без покрив над главата во потресот од 7 степени. Но ситуацијата и денес таму не е добра. Поранешниот председател Бил Клинтон вели дека до владата на Хаити биле доставени само 10% од ветените 5,3 милиарди долари странска помош. Илјадници африкански американци неделава се во Канзас Сити, Мисури, каде најстарата и најголемата организација за граѓански права ја одржува годишната конвенција. Организацијата е позната како Национална асоциација за напредок на обоените луѓе и ја започнува првата година од својот втор век на постоење како водечки глас на африканските американци, кои се новите цели на организацијата од следниот прилог. Тоа беше срамно поглавје во американската историја, што траеше длабоко во 20 век. Линчување на африкански американци, за да се казни, но и да се влее страф во цела една раса луѓе. Прекинот со таквите активности и надминување на големата расна поделба беше причина за формирањето на Националната асоциација за напредок на обоените луѓе, позната по кратенката НААЦП во 1909-та. Целта ни беше да запре линчувањето, буквално бесење на црни мажи на дрва и нивно палење живи. 60 години додека не победивме. Бенджамин Тод Джелос е сегашен председател на организацијата. Во 2008 на 35 годишна возраст стана најмладиот лидер на најстарата и најголема организација за граѓански права. Најголемата победа на организацијата се смета одлуката на Врховниот суд од 1954 со која заврши расната сегрегација во јавните училишта. Тед Шо е директор советник во Фондот за законска одбрана на организацијата. Одлуката на судот го растури системот на супремација на белите, што ги субординираше африканско-американските ученици и им ускрати можност за еднакво образование. 46 години подоцна, организацијата мина од вршење притисок на председателите за граѓански права на вршење притисок на државата да го признае талентот на црните и да помогне на сите малцинства. Розлин Брок со 36 години е најмлада личност на функцијата председавач на бордот на директори и прва жена на таа позиција. Таа зборува за сегашните цели на организацијата. Сакаме повторно да внесеме надеж и оптимизам во новите генерации, да покажат аспирација активно да се инволвираат во промената што сега се случува во нацијата. Со првиот црн председател на САД, Барак Обама, промената е очигледна. Но во организацијата велат, нивната работа не е завршена. Секој дете, велат незините лидери, треба да има иста можност да оди на училиште. Секој работник, исти шанси за добра работа. Катастрофата со нафта во заливот на Мексико ги интензивираше напорите да се избегнат фосилни горива во иднина за сметка на чиста обновлива енергија што би ги напојувала електричната мрежа и сообраќајот. Дури и големи нафтени компании сега се вртат кон ветерни турбини и сончеви зраци како дел од нивните зелени иницијативи. Но еден стручњак за енергија, Роберт Брайс, тврди дека чистата енергија потребна во непосредна иднина нема да дојде ни од ветерот, ни од сонцето. Грег Флакус од Гласот на Америка го посети во Остин, Тексас и еве го неговиот извештај. Роберт Брайс, кој пишува за енергија, третина од електричната енергија што ја користи неговото семејство во домот во Остин, добива од соларни плочи на покривот. Но тој не ја гледа соларната енергија како одговор за нараснатата енергетска побарувачка. Треба да сме реалистични за сончевата енергија. Непостојана е и релативно скапа споредено со другите форми на енергија.
Во неговата нова книга "Гладни за енергија", Брајс зборува за енергетската сцена, употребувајќи позната статистика, основна физика и едноставна математика, за да покаже дека најрекламираните обновливи видови, ветерот и сонцето, се скапи и неефикасни. Например, тој го споредува количеството енергија добиено од ветер со она од природен газ, базирано на земјишната површина потребна за нивно производство. The power density, the aerial power density of wind turbine is about 1 to 1.2 watts per square meter. Односот е 1 до 1,2 вати по квадратен метар земјиште за ветерна енергија, спрема 28 вати од истата површина добиена енергија од природен газ, 20 пати повеќе. Постојана тема во енергетските дебати во САД е зависноста на државата од увоз на нафта. Во книгата Брајс забележува дека ветерните генератори што продуцираат електрицитет се прават со ретки елементи од почвата како неодимиум во магнетите и нагласува дека 95% од резервите на тие елементи се во една земја, во Кина. We could simply be trading one type of dependence. Ние всушност би замениле еден вид зависност со друг, со полош исход, од зависност од глобалниот пазар на нафта до зависност од Кина. Роберт Брајс зборува насекаде во светот за ова и се залага за реалистичен приод. Брајс вели дека природниот газ е најефтин, најчист и најмногу го има во моментов, но дека нуклеарната енергија најмногу ветува за иднината. Зошто? Затоа што и двата извора можат да обезбедат енергија на скала што ни е потребна по цена што може да си ја дозволиме, вели овој стручњак. Зборуваме многу и ќе зборуваме за тоа како населението во регионот зафатен од изливот на нафта страда од многу аспекти. Но што е со животните? Нивното основно право на живот е загрозено. За тоа ќе зборуваме утре. Утре во Newsflash, спасувањето на животни во заливот на Мексико неизвестна мисија. Многу птици умираат пред да бидат исчистени и третирани. Гледајте утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете ја и нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.